Граѓански активисти и издруженија денеска во паркот Жена Борец како збирно место го искажаа својот револт, како што велат тие, против масовното труење на животни. Отровот не е решение, а институциите треба да преземат одговорности. Пораката е да пренесеме на сите убици и на сите оние кои што фрлаат отрови да престанат со ова лудило, затоа што ова е прво нечовечно, второ нехумано, трето се граничи со лудост и нема никаква етичка норма во сето тоа. Пораките кои ги испратија треба да стигнат до вистинските институции, кои ќе преземат мерки за подобри услови и нега на стационарот Вардариште, како и проблемот со кучињата скитници, да се престане со легално продавање на отров, како и тоа, насилството врз животните да биде казливо со закон. Вардариште и сите други градови треба да направат стационари со нормални услови. Сметам дека тоа не е некој голем буџет и дека тоа не е некој голем терет, така што за да се прекине овој гнев кај овој народ, за да се прекине гневот на сите кои што беа жртви, нормално, треба подитно да се превземат мерки да се направат стационари со нормални услови. Значи едноставно бараме апел. Значи отровот не е решение. Значи решението е да застанат пред институциите, да се барат повеќе прифатилишта, значи самите општини, да си направат секоја општина прифатилиште каде што ќе бидат сместени кучињата, за да немаат проблеми ниту самите кучиња, ниту пак тие дека биле каснати, ова она, бидејќи отровот не е решение за тоа. Подобри услови за кучињата скитници. Исто така бараме да има стерилизација на кучињата, да не се купуваат, многу се купуваат кучиња, значи нека почне да се вдомуваат кучињата и бараме подобри услови за во Вардариште и да го ослободиме ротвајлерот кој што е невино затворен во Вардариште. Да. Граѓанските активисти кои беа денеска дел од протестот против труење на кучињата и мачињата во град Скопје, со став за нападот на ротвајлерот во населба Аеродром. Немаме од кучињата општонародна опасност, не се случува епидемија, туку се случи изолиран случај од напуштено куче кое што апсолутно не беше улично, за да потоа се прават вакви ништења и чистења. Ова е апсурд. Сметам дека се вмешани институции, лично јас, ова е мое лично мислење. Јас не знам кој дава налози, јас не знам на вистина. Сведоци сме на труења во Охрид, Кочани, Битола, Скопје и многу други градови, сега видов и Неготино, и апелирам да престане сместа. А некои со став дека вистинскиот ротвајлер кој нападна не е истиот кој е сместен во стационарот Вардариште. Ротвајлер што е притворен, речам така, е женка која што има само 6 месеци. Ротвајлерот кој што нападна е машко кој што е спремено за борби и кој што се знае во чија надлежност е, значи се знае името на човекот, на газата на ротвајлерот. И ако малце подлабоко прочешляте, ќе видите дека тоа е вистина. Активистите заедно со нивните миленици својот револт и барања го покажаа со транспаренти, движејќи се низ улиците во Скопје, каде што крајна дестинација беше седиштето на град Скопје.